Значи тука се согласуваме. Значи треба да изградиме стратегија. Ама нема дилема околу тоа прашање. Значи таа ви е лажна дилема. Колку пати се обидувате ЕУ и НАТО да ги ставите како прашални пред ВМРО ДПМН е лажна дилема. Јас се радувам на оваа наша дебата затоа што се ретки дебатите. Едно е да дебатираме во парламент каде што сте вие еден од ретките кои прифаќа и за теми кои уставно речено се по дефиниција деликатни политички теми, да има дебата. Нам ни пречи што за многу други теми нема дебата во парламент. Не сум сигурен. Добро, тоа е моја констатација. Можеме и за тоа да продебатираме. Зошто не може во Македонија да се искористи сиот потенцијал? Вие велите или в печатокот не ни треба, имаше ми се чини некои изјави премиерот Транко само нека седи од страна, со тоа ни помага, нека не се меша во приказава, повеќе ни одмага колку што ни помага. Квалификација дека ако разговара со Црвенковски исто како да ги издава нашите стратегии и тактики на Папандреју. Недовербата е проблем, се не може и со ова наша дебата да ја зголемиме недовербата или да пружиме можност да доверба и недоверба не се гради ни за еден ден, нити се руши за еден ден. Тоа се сложи. Значи јас можам да ви извадам листа за изјави на господинот Црвенковски во последните 5 години во кои што има 5 комплетно различни ставови по однос на името. Од тоа дека времето работи за нас, до тоа направен факултет во 2008 кога кажа можеби е прифатливо име со политичка одредница, до последните изјави на Социјалдемократскиот сојуз дека географска одредница и така натака. Во рамките на 3 години имате 5 различни, комплетно различни, со дати, со цитати и со све. И сега каде ние тука да ве најдеме вас? Ако ги бараме разликите, јас на тие 5 изјави ќе ви најдам 15 на Груевски кои не можат јасно да отсликат нашата позиција. Но тоа нема, но сите 15 ќе го најдете истата позиција, истиот став. Не, затоа што на крајот знаете дека работам со комуникација, знаете дека работам со почнавте да работите веројатно пред себе го имавте. Предоцна отидовме во Букуреш со изграден заеднички став на премиерот и на претседателот на Република Македонија во Заграда Скопје без да биде верифициран од парламентот и ја доведовме под прашање веќе известната покана. Значи зошто далеку од очите на јавноста и тогаш? Затоа што факт е, тоа е веќе историски факт. Помина повеќе од 2 години. Факт е дека тамо председателот на ВМРО ДПМН и тогашен премиер на Република Македонија отиде со компромис, кој беше прифатен посредно и од опозицијата. Беше прифатен. Токму тоа сакам да прашам, зошто парламентот постојано се скока за битни работи? Нели фрустрира таа малку од ситуација парламентарец, кој што нели на некој начин контрола на владата, кој што е народни избраници, кои што застапуваат интереси на граѓани, од една страна велиме ќе имаме референдум, од друга страна главната дебата ја немаме во парламентот. Не би се согласил, Драган, со таа теза дека парламентот е поинаку структуриран после донесувањето на новиот деловник е факт. Дека парламентот е поинаку структуриран поради тоа што на некој начин сега Социјалдемократскиот сојуз има поквалитетна пратеничка група од тоа што имаше во период 2006-2008. Дека е поинаку структуриран поради тоа што имаме воведено надзорни расправи кои што за жал не се користат, ама не се користат не поради власта или опозицијата, само господинот Тито Петковски и господин... Не, имаме нови правила на игра. Значи надзорна расправа е нов институт каде што може да се повикуваат и така натаму. Освен господинот Тито Петковски, мислам дека подоцна сега и господинот Васко Шутаров како председатели на комисии, никој друг не повикал да организира надзорна расправа. Ние имавме дебата за европските надворешна политика, јавна расправа беше тоа. Значи надзорна расправа. Пред неколку дена имавме дебата. Сега. Значи пред неколку дена имавме дебата во врска со европската перспектива на Република Македонија, тоа дебата која што траеше практично до полноќ. Дали ние доволно си ја одработуваме работата како пратеници и дали сите ние си ја одработуваме доволно работата како пратеници и дали тоа вас како новинари и посредно како јавност ве задоволува, тоа е веќе прашање на оценување и на реоценување. Меѓутоа, институтите во рамките на собранието постојат и ние практично дали постојат. Сме имале дебати за повеќе клучни прашања. Прашањето за референдум, вие знаете дека во Уставот на Република Македонија единствен орган кој што може да распише референдум е собранието на Република Македонија. Нормално дека тоа прашање ќе дојде на дневен ред во собранието. Меѓутоа, ако мислите дека собранието треба да биде политичка дебата налик на ова, во која што ние без одредени постапки, формални одлуки, закони и така натака и треба да разговараме, тогаш е изместена имаше два обида. Еден обид беше на Стојан Нанов, другиот на Тито Петковски. Можеби третиот обид ќе биде поуспешен
вие како ВМРО-ДПМН да дадете иницијатива како да изградиме државна стратегија за нашиот влез во НАТО и да добиете поддршка од опозицијата и премиерот да има посилни позиции. Затоа што вака, гледам и сега шпекулациите, вие упорно ќе тврдите дека ние со организирањето на големиот протестен митинг, што е легитимно. Вие знаете дека е легитимно и вие ги практикувавте митинзите како и израз на незадоволство од владината политика, но повеќе и како еден инструмент со кој се мобилизира членството, симпатизерите, неопределените. Дали не сметате дека на тој начин можеме многу да помогнеме? Во парламентот, ако треба да биде затворена седница, но да изградиме стратегијата. И сега да не комбинираме ние дали искрено вие сакате да се реши проблемот или како што многу ми тврдат, не само опозицијата, дека ако се реши проблемот, тогаш ќе се изгуби главната оска на која почиваше политиката на Груевски во изминатите 4 години, тоа е лажниот патриотизам. Или ако не се решава проблемот, не, тоа се дилемите и во јавноста, не само кај нас. Јас, што и да ви кажам, денеска вас дилемата ќе ви остане. Јас можам да го видам, ќе верувам на делот колку на зборот. Можам да го видам сомнешот кој што постои. Меѓутоа, можам да ви потврдам дека ВМРО-ДПМН од основањето, тоа е актуелно овие денови, нели? Од основањето до денеска е на истата политика и ќе остане на истата политика. ВМРО-ДПМН беше партијата која што ги внесе прозападните идеи. 2001 година во собранието е донесена декларација за зачленување во НАТО пактот по предлог на пратениците од ВМРО-ДПМН. И остануваме на тоа. Немојте да имате сомнеш по однос на тоа прашање. Би бил среќен да е така. Апсолутно. Како да го вратиме, пак ќе се вратам она што го скокнавме, велите дека институтите ги има, постојат, меѓутоа јас ќе се вратам пак на ефикасноста, колку е ефикасно. Еве, да го земеме само оној дел кој што веројатно најмногу е најблиску до граѓаните пратенички прашања. Имаме постојано, значи постои како институт, секој последни четврток ли како беше четврток во месецот го има, меѓутоа кои се ефектите од тоа што се поставува, освен што имаме меѓусебни девалвирања, ако може така да кажам. Еве, јас ќе се обидам. Значи, малце е потешко од позиција на пратеник од позиција да бидете дел од тој институт пратенички прашања. Јас неколку пати во овие 3-4 години кога сум пратеник сум поставувал пратенички прашања, меѓутоа сум се трудел да бидат тие или директно поврзани со интересот на одредена популациона група, или да бидат директно поврзани со спроведување на некои проекти кои што се од интерес на градот од каде што сум избран. И тоа е елемент на начин на кој што сум сакал одредено прашање поврзани со интересот на моите гласачи да го кренам на ниво. Од друга страна, исто е легитимно пратеничките прашања да се користат за отварање на одредени афери или да се протнат одредени шпекулации, дел од нив траеле 2 дена, дел од нив траеле 2 месеци и така натака, и тоа е легитимно. Прашањето можеби е повеќе проблемот е во тоа до кои крајности се оди. Ако одиме ние во крајности да ја фалиме владата преку прашања, се губи вкусот. Ако оди опозицијата во крајности, исто како што знае да оди, да се девалвира по секоја цена, се употребуваат зборови кои што апсолутно немаат контакт со реалноста, исто така се губи релевантноста и на парламентот, и на институтот пратенички прашања, и тоа на крај на криштата и генерално на пратениците како личности со свој субјективитет и со своја одговорност пред гласачите. Меѓутоа, проблемот е во тоа што нити јас како Илија Димовски, нити професорот како Владо Бучковски, нити било кој друг поединечно не може да влијае. Знаете, генералната оценка на парламентот е оценка која што се дава на 120 индивидуи и која што се дели на 120. Фала му на господа, парламентот е представник на интересите на граѓаните. Таму тројца или 5 пратеници можат да направат поголем успех или поголема бела од други 80. И тоа е исто така легитимно. Дали парламентот е представник на граѓаните? Не би сакал таков сомнеш да имате, поради тоа што граѓаните гласале за тој парламент и во целост го дале легитимитетот. Дали е тоа што можело да биде најдобро, апсолутно секогаш ќе остои прашање. Како да ви кажам, веројатно единствено 3-4 дена после избори сите се задоволни од изборниот резултат, односно се задоволни поради тоа што завршиле изборите. Понатаму се е прашање на дебата и понатаму се е прашање на преоценување. Теоретски едно да се говори, друго е еден ден, господин Антоновски, да бидеш во парламентот и ќе видиш реалноста. Би требало да биде